Брат мој, брат мој, брат мој, брат мој. Убаво е, виш? Добре, добре. Добре. Чим вага се шетам? Добре, денеска е 18 јули. Роден ден ми е. Денеска е ден. Цела година. Станчето е спремно за чистење. Ќе видиме да се организираме од понеделник и ќе го видиме чисто. Сакам да ве поздравам, да ве подсетам дека треба да ставите лайк, subscribe, да го споделите ова видео. Ова е 6-ти дел од видеава со станот. Ви кажав дека сега ќе се активираме многу повеќе. Замислете, конечно ни се погодија месторите. Да си го поздравам Гоце. Ќе работиме, дефинитивно ќе работиме со него, затоа што човекот од збор, човекот, како што кажа, така направи. Денеска е сабота, ми вети дека машинската просторија ќе биде готова до четврток, петок. Денеска е сабота и машинската просторија 80% е готова, значи само треба да се стават опшивки и треба да се направи вратата, која што не зависи од него, ќе ја направиме некаде околу 25 јули, но конечно ни обезбедија, ја направивме просторијава и сега Јоки ќе може да става топлинска пумпа. Договорени сме тоа да го направиме во вторник. Многу работа деновиве, голем поздрав за нив и дефинитивно ќе размислиме и јас и Марта дали ќе работиме со нив на целата тераса. Има големи шанси. Ајде да видиме сега машинската просторија. Многу убаво. Ја направивме во антрацит боја, иако како што разговараме со архитектот, ќе имаме облоги, значи фалат опшивки да се стават, еден панел тука фали и врата. Меѓутоа, како што гледате, многу убаво излезе. Многу убаво излезе, многу ми се свиѓа. Фактички сега топлинската пумпа си доаѓа тука. Мислам дека ќе треба да се направи некој мал отвор тука за вентилација. Тоа зависи од Јоки. Тие треба да ни кажат колкав отвор е потребен, а ова тука вратава ќе биде целата со решетки за да има проветрување. Во моментов правиме и дополнителен зафат на овие цевки. Имавме како топки на фасадата, поради големината на цевките треба да се среди овој момент. Не знам да ви го објаснам стручно, до сега ми го објаснуваа, јас само можам да ви кажам дека самите цевки ќе ги носиме нагоре. Ова е фактички вентилација од целата зграда, за да немаме миризба накај нас. Носиме нагоре и накај кровот. Перфектно решение. Замислете си дека нова метална конструкција ќе се поврзува една цела тенда која што ќе биде на две нивоа. Замислете вака, на второто ниво тука ние ќе правиме како покрив и самата цевки ќе си додат над покривот, ќе бидат скриени и ќе одат накај кровот. Ние задоволни, сите задоволни, перфектно решение. Фактички овие воопшто нема да се гледаат. Многу убаво излезе. Јас сум презадоволен, па се гледаме секако во вторник сега на поставување на топлинска пумпа, пак конечно и да си видиме ладење во станот. Еве денес 21 јули, последниве неколку дена ништо не е сработено. Тоест ништо. Чекавме денеска да се мести топлинската пумпа, меѓутоа човеков со кранов кој што треба да ги дигне работиве за да не се мачат нели пешки нагоре. Имал некој смртен случај и одложуваме за утре. Јас дојдов до станот да присоберам ѓубре. Вакви ствари. Ќе одам да ги фрлам надоле. Денеска, ево, све треба се исчисти. Ова ни се неискористени работи, ја ги ставам во кеса со сешините и накај Homelite. Овој дел е оштетен и ќе треба да се смени. Нова ситуација имаме, прокапува, како што гледате, имаме вода, денеска чистачки ме беа, станов е чист, ама не беа направени како што треба. Така, чекаме си тера процесот
Добро е што дојдовме, за да видиме, да го средиме, да го избришаме. Се чувме со инвеститорот. Марфи е некој работи, стварно марфи. А ние до сега бевме убедени дека пошто ни си има случено 2-3 пати ова и поради тоа видно е ламинатот оштетен, треба да биде рамно писта. Мислевме дека поради тоа што некој што работеа мајсториве ги оставале вака вративе, па кога врнало имало ветер па влагало вода. Денес имаше невреме, Господ е со нас, ни покажа на време дека не е така. И сега се чувме и со архитектот од самата зграда. Утре се тука, ќе видиме кај е проблемот и ќе се реши. Ќе си се смееме еден ден на овие работи, реално. Пак останувам на ставот, си размислам, јас да сум инвеститор, плаќаш фирми за да го завршат тоа. Што не се случува проблем. И ќе ги решим. Ништо страшно. Добро е што се случи денеска за да го видиме. Прекрасен инак установ, Перо. Здраво, Перо. Многу убав. Нели? Да, сега го свочисти. Ај малце да се израдуваме са, луѓе. Ставите лайк, сабскрайб. Ти се свига ли, бе, Марта? Добро е? Многу убаво. Изчистиле? Браво. Светна. Браво. Стварно убаво. Треба ги научиме сега. Не ми јасно зашто ни ставија волку вакви. Не ми јасно. Добро, ова е за ова. Ајде. Така. Добар е. Чист, убав. Супер. И тука е средано. Убаво. Стварно убаво. Жениве што чистеа преска, лал да има. Браво. Добри сме. Ајде, ќе биде. Ички само да се заблагодарам на инвеститорот за брзата реакција. Како што гледате, фугирано е, ставена е изолација и проблемот со водата е решен. Тука сум со мајстор Рики. Ќе ми објасниш што се случува моментално, имаме нова корекција. Така, планирано беше од внатрешна страна у купатило да се стави трофазен бойлер. За сега планираме да ставиме пумпа, така да не се прават големи трошкови со трофазен бойлер. Ќе правиме преку пумпа да се грее бойлерот и ова корекција се направи за подобро за газата што ќе живее. Поевтина фактура, поевтино све. Поевтино, Така конечно, поевтина работа ќе. Поевтино за тебе. Значи пуштаме две цевки Две во што цевки, сватев, да. за ладна и за топла вода. Ладна и топла вода. Добро. Ќе се спојат внатре кај што ќе биде бойлерот со термопумпа и толку, нема што. Едноставно. Едноставно, Зошто тоа. правиме корекцијава, дечките во моментот? Затоа што на време не било предвидено. Така. Се случуваат грешки, јас сакам да ви го прикажам реално процесов. Добро е кога се решаваат, мислам ништо страшно. Веднаш потоа со фасадата ќе се пополни и сме го решиле, така. Да. Во принцип дојди. Овие цевки требаше да бидат од надвор и естетски реално мене не ми се свигаше. Дечкиве, ето, го средија на ваков начин, сега цевкиве ќе се скратат и потоа со фасада ќе го сокриеме реално за естетски да биде поубаво, за да можеме после дали ќе ставаме облоги или што и да правиме. Ќе можеме да го завршиме. Тоа ќе се покрие. Да те прашам, сакам за соларните панели. Сега пример летно време не сакаш струја да употребуваш уопште. Добро? Сега овие панели ќе греат бойлерот внатре. Кога има сонце, кога има си греат, јас имам топла вода. Ти имаш топла вода. Светска работа. У Македонија имаме околу 263 дена со сонце. Зашто? Јас знам 300. Не ми ги крати денови. Не, во поранешното време беше 263 дена. Така ни рекоа, како што сум... Сега се 294. Сега се свртило Африка како изгледа дојде на овде кај нас. Кај ќе ги ставим? Горе на кров на нашиот кров, да. На нашиот. За да не правиме некоја белја во кровот на зградата. Не, кај така нас да ќе си ги имаме наш кров, да го употребуваме нашиот кров. Безбедни се, Безбедни не да Боже не време. Не. Се стегат како што треба и толку. Ај работи си. Овие две, тоест 4 цевки ги решаваме во текот на оваа недела. Денеска беше Гоце, истиот човек кој што работеше машинската просторија, заедно со Лимар.
ми го кажаа повторно решението, ама не можам да го разберам искрено. Ќе ви кажам кога ќе завршиме, ќе се израмнат стручно, не знам да ви го објаснам, ќе видите, ќе биде како што треба. Ова ќе се затвори и со овој момент, во моментов се местат нели и фейнколери внатре, може да видиме и ќе добиеме конечно ладење во станот. Еве. Ќе имаме на неколку места. Тоа е во сите соби. Тука имаме еден. Во дневната ќе имаме уште еден. Ќе ги оставиме дечкиве да работат колку што можеме, не денеска ќе бидеме тука со нив да ви снимаме. Многу сум среќен искрено што конечно доаѓавме до оваа фаза, затоа што да речеме денеска е четврток, денеска е 23 јули, да речеме дека до понеделник сме готови и со ова ние во принцип го завршуваме станов, готово. Тоа е тоа, ќе можеме да си пуштиме ладење, а конкретно за топлинскава пумпа придобивките се огромни. Да, инвестиција на почетокот и кој има е супер да ја направи. Како што видовте, сега ние ќе имаме тока топла вода од сонце, на соларни панели, значи на дол крок од аспект на сметки за струја врв. Не знам, многу исплатливо. Значи со самиот тој момент дека станот ќе биде топол идентично секаде. Колку клими треба да имате во станот за да го стоплите? Дали воопшто може да се стопли со клими еден ваков голем стан? Сите кои што имате поголеми квадратури, кои што имате куки, идеално решение, луѓе. Мислам сигурно и многу од вас што го прави тоа веќе ова го знаете. Единствена замерка имам за овие прекидачи. Не ми е јасно се уште зошто имам со се штекери 160 во станов. Не ми е јасно. Многу од овие се не работат. Мислам добро, имаме да речеме во WC-то има 10 кабли има, не знам. Значи, има пропусти кои што тековно ги решавам. Во принцип, луѓе, светска работа. Ладење од цел стан преку фейнкойлери, имаме грејење. Ќе ви пуштиме тука кадри кога го поставува на самиот почеток пред да се стави кушолицата. Соларните панели ни функционираат над 250 дена. Идеално. А замислете, не знам колку соби имаме, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соби имаме останав, 6-7 соби. Колку клими, сите треба да се пуштани, да речеме, во секој момент, колкава сметка за струја би ни доаѓала доколку имаме клими. Да ја ставиме, да ја вклучам, да ја видиме и секако дека ќе ви споделам уште неки работи. Овој простор ќе ти биде отворена. Само две цевки ќе ни одат вака, идат надоле за да ги спојат овие две вака. Што горе? Не смеам. Не, со парно не смеам. Не смеам да се... Од овде вака ќе идат и пуштиме надоле. Или ќе одиме вака круг, така, доле да се пуштиме и да така ги пуштиме. Така. Јас се вратив, моментално е колку е 4 саат, дечкиве работат, добро оди, ќе им се пуштиме сега внатре. Сакавте реален серијал, најреален серијал. Немам кабел за струја од надвор, од внатре до надвор. Како е добро, видетите опет и опет, ставити струју, кад немаш ни кабел. Зови електричар, да ти каже 100-200 евра. Секој кабел се мери и кошта евра. Супер, денеска направивме тука две дупки. Ова го решивме. Тие се тие два канали кои што се за топла и за ладна вода кои што влагаат сега во машинска просторија. И кога се би било во ред, овој прекрасен кабел за струја би требало да оди надвор. Затоа што нели логично според мене топлинската пумпа треба да функционира на струја. Видетите опет и опет. А замислете дека пред да го купиме станов, значи уште пред да го купиме кога ни го покаже инвеститорот, со нашиот архитект разговаравме дека треба да имаме џакузи на терасата. И замислио уште од тогаш да не ни се направи момент дека треба да имаме сега струја надвор. Нема весе, окей. Сега ќе дојде Александар, треба да се видиме во 6, да се договориме, сега треба да се буши повторно, значи од тој кабел да се пушти струја накај топлинската пумпа. Момци ве работат цел ден, супер е. Сега ќе му се пуштиме на Роки. Роки е мој човек. Еве тука гледам дека супер испаднало. Значи ги имаме сега двата канали, влегуваат внатре. Сега кабелот за струја од каде сега ќе излезе, од кај ќе се буши повторно ќе се штема, треба да помине наваму и да влезе внатре. Дојди да ги видиме, дечки. Роки! Зошто, кажи ми, архитектот мој не ми кажал дека треба да имам кабел за струја? Па, младе бе, младе. Што да му правиш?
Како викаат удри бригу на веселје. Молим те. Нели? Па така Што? е. Кај треба да пуштам кабел? Слушај да ти кажам нешто. Ај. Ја кога работев во Афганистан, пример, Добро. архитектите, инженерите беа во Америка. Сега треба да му објаснеш све до детали. Све треба да му објасниш. Он што треба да направи? Да седи у компјутер и само да црта. А јас како И- ја појма немам ништо и сега како да знам кога да му кажам што треба да Па требам. ти не знаеш, он треба да знае, ама него училе како што. Видиш какви ментори ги имаме ние. Ме разбираш? Сега пример ти и си професионалец од твоја професија. Добро? И ќе ме земаш мене. Ајде ќе викаш Ридван ќе те научам. И ти ќе ме научиш све наопако. После ја ќе го земам моето дете и ќе ми викам тато, викам еден професионалец вака ме така, учил. едно по друго. И сега иде кај мене, кај син ми, после син ми, кај твоите пријатели, што произведуваме? Идиоти. Добар си, на цела мака и ова ќе се деси. Кажи сега, осте озбили се, кај треба пуштаме кабел? Кај треба кабел? Тука имаме каблот за струја. За струја. Добро. Од тука треба да идеме кај пумпата. Многу си баран. Слушај, вака една дука треба да се буши овде. Излеземе во тој канал кај што Ке може, ке треба ли пак да се штема? нема потреба. ќе собере од тоа? Ќе собере. Ова ќе го ставаме горе. Овде ќе го решиме, со тоа што овој панел ќе го отстраниме, да не му пречи на вентилацијата. Гледам дека горе ги поставиле соларните панели. Да ви кажам искрено, луѓе, шта знам бе? Ајде бе ќе биде. Мислам, ова се стварно веќе грешки глупи, кои што ќе ме коштаат, ама добре. И стварно, знаете, плюс, што е многу добро за мене, искрено ви кажам, што инвеститориве, да си ги поздравам, стварно си ги поздравам, секој ден се со мене на телефон, за секоја глупост и ситница што се случува во ствари во станов, се со мене координација целосна, поддршка целосна, значи што и да имаме мал проблем, се јавуваме, го решаваме, голем поздрав до нив. И во принцип, сега сваќам колку ние со Марта сме заебани во овој стан во различни фази, баш поради таа не знам да кажам, неинформираност ли е или едноставно е мрзеливост за да се проверуваат фазите. Еве, например, денеска да не дојдовме на време со новиот архитект, да ги видевме цевкиве, дека се ставаат нели напред на фасадата, ќе ги ставија луѓе, ќе завршија работа и тоа. Тоа си има случувано цела година. Јас не бев толку во станов мислејќи дека некој друг ми ја тера работава, сега поради тоа што сум секој божи ден ги решаваме работиве и све е окей. Како што сватив сега фактички, ја очекував искрено дека до понеделник ќе си пуштиме ладење во станов и ќе видиме, но сега зависи све од струјата. Така што ќе се видиме со Александар, да видиме кога ќе ни каже дека ќе го сработи и ќе биде. Ај монтажерот тука да ми споштува, знаеш, со доларчиња. Дечки, денес 25 јули се работи. Еве како ќе ја решиме топлинскава, значи се поставија на челиков, се постави конструкција, ја ставаме тука, овој панел ќе го трнеме за да имаме вентилација. Рики, how are you, Рики? I'm good, man. I'm good. Како оди, како оди? Супер. Добро е? Супер. Сега да се Значи во сабота работиш, браво. Голем човек. Very big man. Друга. every day, so you loser. You are loser, yes. Али, како е Али? Поштовање, брат. Поштовање. Ке биде ли работа? Добро е. Ке се лади станов. Перфектно е тоа. Дечки, да не паднете вие, пазете само. Еве винаку, тука ми гоце моментално. Дојде момент да ги решиме и овие. Како што гледате, уште малку ќе подисечеме. А еве ги. Еве го решението. Ќе се монтираат некаде околу 7 сантима, овие се рачунајте 10 сантима, затоа го добиваме овој момент и самата фасада ја имавме како испакната. Овие се околу 7 сантима, оставаме уште сантим 2 за стиропор, за да може потоа да се покрие со фасадава, ги пуштаме нагоре, кој што ви кажав, и ќе ви го покажам финалниот момент. Гоце работи турбо, Гоце е доле. Како е Гоце? Супер, како се Да и мафнеме. Така како што е договорено, така е направено. договорено, така е направено. Браво. Имаш место и за стиропор, и за фасада и Браво. рамки. Ремек дел. Значи сега фактички одат нагоре, така? И врти таму и ова гасокапникот си остане. Не сум го сестил, пак исто ти остане. Браво. Да, фактички збори за овој момент. Абе да, напред не го сечам.
се качам горе да видам, може? Може таму само ќе ставам мрежа после на крај кога завршам. Добро. Дај објасним на луѓето што ќе не гледаат тактички што направи. Овој дел, ово што е коцка со штрафови дел. Добро? Кога ќе отворам позади гледаш само цевките како влегуваат во каналот Добро? и продолжуваат нагоре. Добро. Другото нема никаде отворено. Се е затворено. Значи силно нагоре. Изолацијата излега нагоре. Браво. Еве ви да видите. Да ставиш Еве. стиропол и фасадата. Фасадата. Браво гоце. Ми се погоди да ти кажам. Добар си. Дефинитивно во ова видео нема да гледате како ја вклучуваме. Тоест како го вклучуваме ладење во станов, затоа што нови проблеми, нели? Нели овој кабел да го вадиме? Така што добро е барем што оди све како што треба. Со Александар се слушнав, денеска е сабота, понеделник или вторник, евентуално среда, тие 2-3 дена да дојде, да пуштиме кабел струја до топлинската пумпа Рики. Рики е брат. The best. Се слушнав со Александар, му објаснија. Мислам некаде околу 10 метри кабел треба да се пушти се од utility собала што ќе ни биде. Во следното видео дека ќе си дојде човек од Јоки, кој што треба да ни презентира како функционира топлинската пумпа и целиот систем, затоа што нели ја појма немам, треба да ми се објасни. Во следното видео дефинитивно веќе ќе гледаме, имаме ладење во станов. Како што гледате, моментално е повторно хаос. Мада, голем поздрав до женичките, фала што ни го изчистија станов, реално и вака е почисто тоа што беше. Ќе си викнеме на крај, дефинитивно ќе си викнеме некоја екипа. Машала, ќе си викнеме некоја екипа да ни го изчисти на крај да биде. Ајде Тарас. Еве ви одгоре како изгледа фактички. Гениално. Значи сега вентилацијата си иде од тука. Нема никаков проблем да имаме. Уште едно ќе се направи тука. Момци ве работат. Соларни панели се ставаат. Браво. Ќе ги почекам да завршат и со другите цевки. Обшивките се ставени на машинскава просторија. Ќе ги оставам луѓето да завршат, па ќе ви снимам во ова видео финално како би изгледал. Гоце, може да го скратиме малце, а? Па малце. Ова може малце да се подскрати. Да не биде вака. Еве ви ги дечки. И би му препорачам на секого. Па дефинитивно да. Еве од каде се поврзуваат, значи ова оди нели надале. Ќе ви кажувам многу повеќе за ова, да се вселиме луѓе, да ми покажат, да видиме како функционира све. Ќе ви покажам и сметки за струја во текот на годината, колкавини се. Ова е луѓе според мене инвестиција што ја правите еднаш во животот и ќе сте благодарни многу понатаму. Како е? Супер, ти Како оди? До кај сме стигнати сега? Многу убаво. Си донел сок или вода или не? Нема да оди. Кичко мати. Значи обшивки бе добро дојда. Треба да дојде и кабелот за струја. Така? За струја имаме. Све си побрзал, браво. Или за термини. The best. The best. Луѓе, да ви кажам искрено, сега се правам паметен дека знам како функционира ова, не знам. Така што ќе ни дојдат од Јоки луѓе, ќе ни презентираат. Ова намерно. Намерно ова дека снимам. Намерно дека сними. Фала ти брат, голем човек си. Така да за овој дел дефинитивно ќе ви кажувам во некој следно видео, џабе ќе се правам паметен, нели Гоце? Така е. Што кај ќе знам. Ова фактички го ставаме на овие. И антрацит боја имаме? Останата? Да ги поминеме овие. Многу го си го направил. Гледам и обшивки сте стајле. Уште малку ти фалат знате, така? На трешниот дел. Добро. Леле, повторно сечење, машало. Еве, ќе се направи тука. Добре. А овде имаш фасадата е Аха. пропадната. Тука. Доле е право. Тука е добра, тука имаме. Со што ќе го решиме ова? Со пурпена влака. Со пурпена. Добро. Не ставиме пурпена, ќе се затвори. Добро, тука иде сега кабелов за струја треба да дојде, исто. Како што чув, неколку штекери треба да се направат, така? За Таа му побара роки на електричаров, стварија. светло ќе ти треба таму. И светло ќе ми треба, да. Има уште малце, ама работиме, барем искрено се радувам што функционира. Функционира теран. Супер за работава, да, реално. Каков хаос. Иде вија тераса вака за да си запамтиме овие кадри. Кога ќе биде готово, кога ќе направиме све што ни треба.
Исто ќе биде, значи како и таму, така и таму. Дојдов само да проверам, денеска е понеделник. Гоце ги завршил двете. Ова ќе треба да се покрие со фасада, меѓутоа им кажав на инвеститориве да почекаат малку, нели ви кажав тука да се пушти кабелот. Да видиме што би имало плюс. Еве го и Чичо. Чичо го интересираат само затворени простори. Ти се свиѓа? Да, А? Ти се свиѓа ли, кажи искрено? да, бе, брат. Просторијава е тоа што ќе си имаш сега джо подрум тука. Да може да се стави полиција 300. Да, полиција обавезно. Тоа е. Завршуваме тука со ова видео. Продолжуваме понатаму со целиот овој процес. Да ви кажам искрено, денеска ги видов рендерите за терасата. Многу убава тераса. Многу ќе биде убава. Тоа ќе ви го покажам во некое следно видео. Ставете лайк, ставете subscribe, поддржете го серијалов. Ќе видиме што ќе правиме во следното видео. Дефинитивно еден целосен ролер костер на емоции. Секој ден си носи нова приказна, секој ден е нов предизвик. Таман ќе се израдуваш за една работа, па ќе се случи друга работа, па ќе се реши таа работа, па ќе оди друга работа и фактички ова ви е реално еден процес како да играте лего коцки. А и него коцки полесно ќе ги намести. Буквално лего коцки полесно ќе ги наместиме. Добро е што имаме време за све ова, што не сме селени па да ги чувствуваме многу хитови работи. Се гледаме во ново видео, дечки. Чао!